Насловна страна на денешниот дневник. Пожар во безистенот во Струве. За среќа нема повредени. Успешно спроведена симулацијска вежба за евакуација и спасување при земјотрес во компанијата Магна. Охрид започнува сочествувањата за одбележување 80 години слободен Охрид. Допитниците на инвертер клима од Охрид, Струга, Дебарце и Вевчани ваучерот можат да го подигнат утре во центрите за вработување. Приведени рибократци во Охрид со 14 килограми риба. Со содржините во дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Денес во Охрид по студеното утро во текот на денот имавме сончево и релативно топло време со максимални 13 степени Целзиусови. Во четврток над Централна Европа ќе се наоѓа центар на широко поле на висок воздушен притисок, кој што над најголем дел од стариот континент ќе услови стабилно и релативно топло време за овој период од годината со зголемена облачност. Во североисточните предели услови за слаби и локални врнежи од дожд. На Балканскиот полуостров утре претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Во северните предели зголемена облачност. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 19 до 20 степени. Во Македонија во четврток по студеното утро со појава на слаб мраз и ниски утрински температури кои што ќе се движат во од -5 до 5 степени, во текот на денот ќе превладува претежно сончево и релативно топло време со појава на локална облачност. Ќе дува слаб ветер од променлив правец. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 10 до 19 степени, температури кои што се над повеќе годишниот просек за овој период од годината. Во Охрид во четврток по студеното утро со температура од 4 степени, во текот на денот ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Максималната дневна температура до 13 степени. Во Охрид во петок и сабота ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност. Утринската температура од 4, односно 2 степени, додека пак максималната дневна до 13, односно до 14 степени. Во недела студено утро со утринска температура од 1 степен. Во текот на денот ќе имаме сончево и посвежо време со максимални 11 степени Целзиусови. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, повеќе од 50 години со вас. Единствени во регионов работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет повеќе од 50 години. Хемиско чистење Хембој. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono.
Покрај стандардниот избор на фасадните системи Кнауф и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен, Бау центар на улица Железничка. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и навреме пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Дана Бела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и местни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Голем пожар во безистенот во центарот на Струга. Огнот избувна во едно кафуле на последниот кат, но се прошири кон покривот и соседните деловни простории. Во пожарот за среќа нема повредени. Се запали безистенот во Струшката чаршија. Препладне огнот избувна во едно од кафулињата на последниот кат во објектот. Огнените јазици се проширија кон покривот, а чадот и кон соседните дуќани. Вработените и посетителите на безистенот, кој действува како трговски центар со голем број дуќани и угостителски објекти, преплашени, веднаш го напуштија објектот. Нема повредени, причината е само материјална штета. Дојде пожарната, двете дојда пожарни, изгасија тоа што може да го изгаси. И тоа е. Ама нема што друго да гори, пошто е горе, да беше долу ќе беше пострашно. Објектот е добар, беше добар. Сега така е останат. Треби реновирање, треби. Сега кој го купил, како се продаваат, не знаеме што се прави. Па не е чистено 100%. 100% не е чистено, затоа вака е. На терен интервенираше против пожарната единица со 3 возила и 11 пожарникари. После 2 часа интензивно гасење се спречи проширување на огнот кон останатите дуќани. Пожарот е пријавен во 9:30, 9:43. И тука е дојден пожарникарите со 3 возила противпожарна и 11 пожарникари. Ние го гасивме и го спасивме и другите што беа околу објектот, другиот. Причините за пожарот дополнително ќе се испитуваат. Првично се претпоставува дека се работи за неисправна електрична инсталација. Денеска во компанијата Магна во индустриската зона Струга беше изведена симулациска вежба за увежбување и проверка на оперативните планови за спасување и евакуација. Превенцијата во действување при несреќи и катастрофи е најважниот сегмент од цивилната заштита и мора секогаш да бидеме подготвени, вели председателот на Црвен крст Охрид Сашо Точков. Ваквите вежби се неопходни да се подигне степенот на координираност на надлежните служби за делување и да се утврдат евентуални недостатоци во оперативните планови.
Показна симулацијска вежба за евакуација и спасување во случај на земјотрес и пожар беше изведена денеска во компанијата Магна во индустриската зона Струга. На звукот на алармот вработените го запреа процесот и ги напуштија работните места според оперативните планови за заштита и спасување и плановите за евакуација. Потоа беше изведена симулација на пожар на кој делуваше територијалната противпожарна единица од Охрид. Противпожарно возило тргна од Охрид во реално време и пристигна на местото. Сценариото вклучуваше и повредени лица и вработени во состојба на шок на кои медицинска и психолошка прва помош им укажа екипи од Здравствен дом Струга и Црвен крст Охрид. Вежбата ја следеа представници од Дирекцијата за заштита и спасување, Центарот за управување со кризи, територијалната противпожарна единица од Охрид и Струга и СВР Охрид. Целта на показната вежба е увежбување на примена на оперативните планови за заштита и спасување и за евакуација и подигнување на степенот на координираност на надлежните служби за навремено, соодветно и ефикасно делување во случај на елементарни непогоди и други несреќи. Вежбата е успешна и се надеваме дека во наредниот период ќе ја продолбочиме соработката и се почесто вакви вежби да се организираат. Компанијата Магна една можеби во поредките кај нас, во општина Охрид и општина Струга, оперативните планови му се на највисоко ниво, поседуваат различни системи, дојавувачи на пожари, аларми системи, и вежбата се направи баш со таа цел и веќе видовме и практично дека оперативните планови се функционални. Превенцијата во действувањето при несреќи и катастрофи е најважниот сегмент од цивилната заштита. Мора да бидеме подготвени, да знаеме како треба да се реагира и кој какво задолжение има, потенцира Сашо Точков, председател на Црвен крст Охрид. Токму затоа ги координираме сите институции, сите субјекти кои што треба да реагираат во вакви ситуации, но и оние вработени кои што се во одредени установи. За среќа, ево, има општествено одговорни фирми кои што се грижат за безбедност во установата, како што е компанијата Магна, па нивна иницијатива е, односно дозвола дадоа да може да се направи една ваква симулацијска вежба. Тоа треба да го прават почесто сите компании, затоа што гледаме што се случува во светот, какви све поплави, не мора да биде во компанијата, може да биде надворешна поплава, земјотрес, било што, а оние кои што се на работните места треба да знаат соодветно да реагираат, да заради својата безбедност и секако заради безбедноста и на екипите кои што действуваат. Показните вежби даваат можност за ажурирање на оперативните планови на компанијата и другите надлежни служби и утврдување на потреба од дополнување и отстранување на недостатоци заради поефикасна примена на предвидените безбедносни протоколи. Прва забелешка, која што ќе стои во извештајот за денешната вежба, кој ќе се достави до менаџментот на компанијата, е несоодветен и небезбеден пристап на службите кои што доаѓаат од Охрид до Тир Струга, посочува председателот на Црвен крст Охрид. Значи, ние имаме проблем да се исклучиме од главниот пат за да дојдеме овде. Од кои причини, зошто се работи, не се работи патот, то нас не интересира. Службите мора ефикасно, навремено да стигнат онамо каде што се повикани. Тоа овде не се случува, така да, с благодарение на секторот за внатрешни работи, беше затворен главниот пат за да можат во контрасмер возилата да стигнат и да дојдат овде за оваа вежба. Но во реална ситуација тоа не смее да се случува, мора да биде пристапно за сите возила и за сите оние кои што треба да делуваат. Тоа е прва забелешка што ја имаме овде. Деновиве стручни тимови на надлежните институции ќе извршат евалуација на показната вежба каде ќе се евидентираат и истакнат добрите страни и евентуалните слабости со цел надминување на истите. Од Црвен крст Охрид упатија јавна благодарност до сите институции инволвирани во вежбата, до менаџментот и вработените во компанијата Магна за нивната висока општествена одговорност и храбруваат сите правни субјекти сериозно да пристапат и да ги применуваат чекорите за превенција и постапките за делување и одговор во случај на несреќи и елементарни непогоди. Почнуваат чествувањата по повод одбележување на 80 годишнината од ослободувањето на Охрид. Предвидени се повеќе активности кои ќе се реализираат од денес до 9 ноември.
Денес започнува програмата за одбележување на 7 ноември, денот на ослободувањето на Охрид. Во 18 часот во галеријата при Центарот за култура Григор Прличев ќе биде отворена изложбата на фотографии Охрид од високо на Нина Ангеловска. Во изложбениот салон пак на Центарот за култура од 18 часот и 30 минути ќе биде отворена изложбата 55 години ликовна хроника на Охрид, уметнички слики од охридскиот академски сликар Славко Упевче. А во 19 часот во големата сала при Центарот за култура ќе се одржи свечената академија по повод 80 годишнината од ослободувањето на Охрид со богата културно-уметничка програма. За утре се предвидени повеќе активности. Јавното претпријатие Охридски комуналец ќе го одбележи својот патронен празник, а ќе биде положено и свежо цвеќе на спомен обележијата од НОП на градските гробишта пред основниот суд во Охрид, во градскиот парк, во дворот на училиштето Свети Кирил и Методи, пред спомен обележието на Јасна Ристеска и во спомен паркот на Револуцијата. Во 13 часот ќе започне Охрид Флај фестивал, Европски куп во параглайдинг, чие свечено отварање ќе се одржи на стадионот Билјанини извори со поздравни говори на градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков и министерот за спорт Борко Ристовски. Во 13 часот во големата сала на општина Охрид ќе се одржи промоција на Охридски летопис од професор доктор Павле Митрески и магистар Димитар Смилески. Свечената приредба на детската градинка Јасна Ристеска по повод патрониот празник ќе се одржи во спортската сала Билјанини извори во 17 часот, а во 19 часот е 7 ноемврискиот концерт на учениците од музичкото училиште Методи Патче во концертната сала на училиштето. Во петок на 8 ноември со почеток во 12 часот во големата сала на општина Охрид ќе биде промовирана книгата Тие доаѓаат, книга 3 Охридските ученици во чест на 80 годишнината од ослободувањето на Охрид, и во сабота на 9 ноември со почеток во 18 часот во кафе бар Шила ќе биде промовирана книгата Модра мрежа од Марина Икономова Шокева. Министерството за енергетика, рударство и минерални суровини во текот на утрешниот ден започнува со доделување на вредносни ваучери на домаќинства за купување и поставување на високоефикасни инвертер клима уреди. Со цел олеснување и поефикасно доделување на ваучерите на граѓаните, процесот на дистрибуција оваа година е организиран со поголема флексибилност и достапност. Овие ваучери се наменети за домаќинствата кои ги исполнуваат критериумите на јавниот повик, објавен на веб страната на Министерството за економија на 1 февруари 2024 година. Списоците на добитниците се објавени на веб страната на Министерството за енергетика, рударство и минерални суровини. Во Охрид, Дебрца, Струга и Вевчани подигнувањето на вредносните ваучери ќе биде утре, 7 ноември од 9 до 15 часот, во центрите за вработување во Охрид и Струга. Оваа мерка е во насока на остварување на целите на владата за поддршка на животниот стандард на граѓаните и намалување на аерозагадувањето. Приведени рибократци во Охрид следува соодветна пријава. Утрово околу 6 часот и 30 минути на брегот на Охридското езеро во близина на Охрид, полициски службеници од полициската станица за граничен надзор Охридско езеро лишиле од слобода две лица на возраст од 62 и 43 години, двајцата од Охрид. Претходно тие биле забележани како плуват со кајче во водите на езерото, а откако го извлекле кајчето од езерото, од него изваделе 3 пластични корита со мрежи и риба со тежина од околу 14 килограми. При тоа тие се обиделе да им побегнат на полициските службеници, но набрку биле фатени и приведени во полициската станица. Уловот, кајчето и мрежите биле одземени и за настанот бил известен јавен обвинител. По целосно документирање на случајот, против нив ќе биде поднесена соодветна пријава, информираат од МВР. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Доналд Трамп прогласи победа на претседателските избори во САД и најави дека ова ќе биде златното доба на Америка. Според првичните неофицијални резултати, Трамп победил во повеќе сојузни држави. Додека се чекаат резултатите од уште 5 сојузни држави, Трамп засега има 279 електорски гласови, а Камала Харис 223. И до крајот на броењето исходот нема да може многу да се промени. Трамп веќе го одржа својот победнички говор.
Сакам да му се заблагодарам на американскиот народ за исклучителната чест да бидам избран за ваш 47 и 45 председател. До секој граѓанин, ќе се борам за вас, за вашите семејства и вашата иднина. Секој ден ќе се борам за вас до последниот здив, нема да застанам се додека не ја испорачаме силната и просперитетна Америка која заслужуваат нашите деца, но и вие. Ова навистина ќе биде златното доба на Америка. Тоа ни е потребно. Ова е брилјантна победа за американскиот народ, која ќе ни овозможи повторно да ја направиме Америка голема, изјави Трамп во неговото обраќање. Републиканците синоќа, откако ги освоија местата на демократите, ја презедоа контролата врз Сенатот и горниот дом на Американскиот конгрес. Светските лидери со честитки до Трамп. Доналд Трамп сега на тест за неговите тврдења дека може да ја заврши војната во Газа за неколку часа откако ќе ја преземе функцијата, изјавил висок функционер на Хамас. Минатиот месец Трамп порекол на израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху дека сака Израел да ја прекине војната во појасот Газа додека тој се врати на функцијата, доколку победи на изборите, објави тогаш Times of Israel, цитирајќи поранешен функционер од администрацијата на Трамп и официјално лице од Израел. Владата на Иран по победата на Трамп соопштила дека нема значајна разлика во тоа кој ќе биде председател на САД. Турскиот председател Реджеп Тајп Ердоган во објава на мрежата X напишал: "Верувам дека ќе се направат повеќе напори за поправеден свет во оваа нова ера која започна со изборот на американскиот народ." Путин пак нема намера да му е честита победата на Трамп. Кремљ соопштил дека не е запознаен со било каков план Путин да му честита на Трамп. Портпаролот на Кремљ Дмитрий Песков изјавил дека САД и понатаму останува непријателска земја. Поранешниот руски председател Дмитрий Медведев прв од Русија ја коментирал победата на Трамп. Тој рекол: "Трамп има една особина која ни користи нам. Тој смртно го презира трошењето пари на разни умилкувачи и паразити, а Украина спаѓа во таа категорија", рекол Медведев. Проблеми со младите гласачи во Невада. Не знаат да се потпишат. Државниот секретар Франциско Агилар за CNN изјавил дека многу млади луѓе имаат проблем со потписот бидејќи живеат во дигитален свет и не користеле вистински потпис во реалниот живот, па затоа не знаат да се потпишат. Знаат да се потпишат само електронски. Имаме над 11.000 гласачки ливчиња на кои им е потребна проверка, што значи дека потписите не се совпаѓаат со потписите во датотеката. Треба да контактираме со гласачите и да им дозволиме да ги поправат своите гласачки ливчиња, рекол Агилар. После поплавите во Шпанија официјално се трага уште по 89 лица, потврдиле регионалните власти во Валенсија. Се стравува дека бројот би можел да биде уште поголем. Шпанија испрати 7500 војници во зоната на поплавите. Премиерот Педро Санчес изјавил дека Шпанија ќе издвои 10,6 милијарди евра за помош на жртвите. Пакетот вклучува директна помош како и даночни олеснувања за бизнисите и физичките лица. Од ова помош ќе имаат 65.000 самовработени лица и околу 30.000 предпријатија. Кабинетот во Мадрид исто така ветил дека ќе покрие 100% од итните трошоци направени од локалните власти за да им помогнат на нивните жители и да ги расчистат улиците. Тука е крајот на првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието. Пријатно.